Од 14 октомври, Microsoft официјално ја прекинува поддршката за оперативниот систем Windows 10. Ова значи дека повеќе нема да се испорачуваат безбедносни и технички ажурирања за корисниците кои се уште го користат овој систем. Компанијата со години наназад најавуваше дека поддршката ќе заврши во 2025 година, поттикнувајќи ги корисниците да преминат на поновите верзии, особено Windows 11. Сепак, многу корисници и организации се уште се подпираат на Windows 10 поради компатибилност и навика. Експертите предупредуваат дека уредите што ќе продолжат да работат на Windows 10 ќе бидат подложни на зголемен ризик од хакерски напади, малициозен софтвер и губење на податоци. Корисниците се советуваат што поскоро да преминат на понова и поддржана верзија на Windows. Истражувачи од Универзитетот во Сари развија систем со вештачка интелигенција што може да предвиди како ќе изгледа рентген снимката на коленото по една година и да го процени ризикот од заболување. Новата алатка се очекува да донесе револуција во грижата за пациенти со остеоартритис, болест што ги погодува зглобовите и зафаќа над 500 милиони луѓе ширум светот. Професорот Густаво Карнеиро вели дека со помош на системот клиничарите ќе можат порано да ги идентификуваат пациентите со висок ризик и да понудат персонализирана терапија. Ај моделот е обучен на речиси 50.000 рентген снимки од околу 5.000 пациенти и работи 9 пати побрзо од постоечките решенија, со што значително го надминува досегашниот напредок во оваа област. Бидејќи остеоартритисот е водечка причина за инвалидитет кај постарите лица, научниците веруваат дека сличен пристап може да се примени и за други хронични состојби. Универзитетот веќе бара партнери за да ја воведе оваа технологија во реални клинички услови. Според најновиот извештај на Светската здравствена организација, објавен во понеделник, отпорноста на најчесто користените антибиотици е зголемена за над 40% во последните 5 години. Една од 6 потврдени бактериски инфекции сега е отпорна на лекови, што ја засилува заканата за јавното здравје, предупредуваат експертите. Меѓу 2018 и 2023 година, отпорноста пораснала кај повеќе од 40% од следените антибиотици, со годишно зголемување од 5 до 15%. Извештајот следел 22 клучни антибиотици против 8 од најчестите бактериски патогени, вклучувајќи инфекции на уринарниот тракт и гонореја. Во 2019 година, антимикробната отпорност директно убила 1,27 милиони луѓе и придонела за уште 4,95 милиони смртни случаи. Генералниот директор на СЗО, Тедрос Аданом Гебрејесус, изјави дека оваа закана го надминува напредокот на модерната медицина и повика на одговорно користење на антибиотиците, како и еднаков пристап до соодветна терапија, диагностика и вакцини. Европа има втора најниска стапка на резистенција, под глобалниот просек од 17,2%.